Фудбалскиот клуб Челси има свој официјален фан клуб во Македонија кој издава и електронски весник под името Во светот на сините. Дејан Милачевски е единствениот кавадарченец во уредничкиот колегиум на весникот. Клубот е основан во 2009 година, но основан како неофицијална поддршка. Значи со тек на времето, со барање на македонската популација, кои се фанови на Челси, се бара да имаме официјален клуб во Македонија. Да имаме официјален и со тоа да се сближат симпатизерите на популарните сини од Лондон. Исто така, имаме регистрирано издружение во Струмица. Издружението е под наслов Македонски поддржувачи на Челси и во него има околу 50 на официјални членови. Членарината се плаќа, изнесува 400 денари годишно. Со неа следи ID карта, имаме и печат, од позади на картата стои печат и самиот фан добива и сертификат дека е официјален член на фан клубот. На фан клубот? Да, и со самото негово со тоа му следи, може да си купува оригинални производи од Челси. Признаено од официјалната веб? Да, имаме и сертификат. Признаени сме од фудбалскиот клуб од Лондон, од Челси. Со тоа го имаме правото да ги представуваме неговите дела во Македонија. Имаме регистрирана официјална веб страна. На неа можат да се следат сите новости кои што се поврзани со Челси, кои се дел од официјален и дел од неофицијален карактер, т.е. шпекулации. И оно што е најважно, баш причината зашто си ти тука, е што македонскиот фан клуб Челси се издаде и своје официјално електронско издание на еден весник што се вика Во светот на сините. Во светот на сините, да. Во овој месец испадна третиот број од магазинот. До оваа година почна да излега магазин. Да. И што се има во магазинот? Вака, во магазинот има делови кои што се поврзани со дел од историјата, има делови кои што се со тек на настаните моментално што се случуваат со клубот, има колумни, исто така поврзани со дел со играчи. Значи во овој број имаше за најдобар играч на сезоната, најдобар гол, имаше дел, значи, кој што моментално сум задолжен сам од себе да ги подсетувам фановите за деловите од историјата, значи патување низ времето со Челси. Имаше моја статија со мојата колешка Марина над преворот со Шефилд Челси во факулпот. Ти си единствен кавадарчанец кој што е во уредничкиот колегиум на Во светот на сините. Се надевам, нема да бидам единствен, може ќе се пријави уште некој, значи може да се пријави има членство за башка, за да може да бидеш дел од тимот. Пишувате ваши текстови, ваши колумни, да, повеќето се и преводи од официјалната страна. Од наша страна и дел ги превземаме од официјалниот сајт на Челси. Колку кавадарчани се фанови на Челси? Што ми кабравик? Официјално знам околу 10 души кои се дружани јас лично. Значи сигурно има и повеќе. Се надевам и се членови официјално во Facebook групата, да, се. Првите планови се до обработка на порталот на Челси за фановите кои што имаат официјален, кои што се со официјален, значи кои што имаат ID картички, да имаат подобри поволни услови. Значи исто така може тука да напоменам дека наскоро ќе имаме личен фан шоп. Значи може да си купуваат производи капа, мајшка, шалче, значи дресче, спортски реквизити, кои исто може да ги купуваат и од оригиналниот сајт на Челси со наша лична достава до самата адреса. Се прави план да се направи прошетка на Стенфорд Бридж, значи тука е тоа вклучено и имаше уште едно ново само да подстам. Во иднина се планира и видео со кое ќе се искажуваат исти, значи новостите, ќе се кажуваат преку видеозапис.